Најстрашен мој момент беше искачувањето на Еверест минатата година, 2023 година, кога остана без кислород. За среќа преживеа во таа зона на смртта и при спуштање имав 2 пада на Хилари Степ, тој е најстрмниот дел непосредно под Еверест, кога за среќа фиксно тежа ме задржа и сум среќа жив здрав. Шестиот македонец кој го искачи Монт Еверест, вториот кој го искачи Лотце. Професор доктор Златко Јаќовски по судска медицина со иста посветеност и мотивираност ги достигнува вервовите во науката покрај највисоките планини. Човек со 2 повика, но една цел – да ги надмине сопствените граници и невозможното. Секако дека чувствувам гордост, чувствувам ослободување и еден коктел на хормони кои што работат во мене и едноставно ме доведува до чувство да се чувствувам навистина семоќен од проста причина што сум направил нешто што многу малку луѓе на планета Земја успеале да го направат. Најкомплексни суштества биолошки на планета Земја се луѓето и секако дека поголем проблем за мене лично представува синхронизирање и соработка со луѓето на овие земни услови, отколку да си го организирам мојот организам и ум во совладување на хималајските врвови. Моменталната ми е да ги завршам 7 Summits од спортски аспект, тоа се 7-те највисоки континентални врвови, ми остана уште 2 и се надевам дека ќе ги завршам оваа година, ако не до година. До сега ги имам искачено Елбрус во Европа највисок врв, Аконкагва Латинска Америка, Килиманџаро Африка, Еверест Азија и Денали или така наречен Мекинли на северноамериканскиот континент на Ајаска. Ми остануваат уште Карстен пирамид во Индонезија и Океанија и Вилсон масив на Антарктика. Најголемиот порок ми е што имам голема верба во луѓето. Ја би им порачал на младите дека се е возможно доколку сакаме и работиме да стигнеме до цел. К2. Заради тоа што е планинарски и алпинистички предизвик, многу технички захтевен врв, многу ризичен врв и секако дека овој врв е еден од, да кажам, потајните желби на секој еден планинар во својата подсвест за искачување. Се трудам секој пат да избегам подалеку од цивилизацијата, заради тоа што кога сум надвор од цивилизацијата, се чувствувам чисто биолошко суштество во комплетна симбиоза со природата, која што ме исполнува и ми дава детокс за да можам да издржам во следниот наврат кога ќе се вратам во цивилизација. Поздрав за сите. Ја сакам Македонија.